Летачкиот ковчег. Си живееше еднаш еден син на богат трговец. По смртта на татко му тој наследи голема сума пари, но брзо ја исписка и стана многу сиромав. Единствено што поседуваше беа едни влечки и пењуарот кој го носеше на себе. Сите негови пријатели го напуштија, освен еден, кој му даде стар ковчег и го советуваше да се спакува. Меѓутоа, младичот немаше што да спакува во него, па како од мала шега, тој се качи во ковчегот. Замислите си го изненадувањето на младичот кога ковчегот почна да лебди во воздухот. Влета во каминот и почна да се издигнува низ очекот нагоре. Нагоре сето небото. Младичот одеднаш беше однесен далеку, преку 7 мориња, планини, реки и ридови. Конечно, тој слета во една далечна земја. Среде густа шума го скри ковчегот во еден густеж и се упати кон градчето што можеше да го види надалеку од шумата. Само што пристигна, забележа еден дворец опкружен со многу високи ѕидини, па ја праша една жена што минуваше покрај него: "Ве молам, можете ли да ми кажете кој живее во овој дворец?" Жената му одговори: "Кралот ја чува неговата прекрасна ќерка заклучена таму, за да го спречи секој додворуваш да дојде до неа. Всушност, едно старо пророштво вели дека еден од нив ќе ги прекрши дадените зборови и многу ќе ја усреки. Заинтегриран од приказната и решен да ја запознае девојката по секоја цена, тој се заблагодари на жената и побрза да се врати назад до ковчегот. Летајки со ковчегот, тој успеа крадешком да влезе низ прозорецот од одајата на принцесата, каде што ја најде девојката заспана. Таа беше толку убава, што тој не можеше да се воздржи да не ја бакне, при што таа се разбуди и почна да вреска. "Кој си ти? Од каде дојде?" "Јас сум Бог и слегов од небесата", и одговори се да ја смири и почна да ја раскажува фантастични приказни. На принцесата толку многу и се допаднаа приказните, што кога младичот ја побара за жена, таа му одговори: "Ке се омажам за тебе со радоста сета, па нашата љубов ќе продолжи да цвета. Но само ако татко ја благослови оваа работа, а ти на зајди сонце приказна нова донеси во сабота." Следната сабота, младичот се појави во дворецот и беше пречекан со голема помпа и церемонија од кралот, кој навистина беше жеден да слушне уште една интересна приказна, и од кралицата која се надеваше дека ќе слушне поучна приказна. Младичот почна да раскажува: "Си бил еднаш еден сноп чкорчиња, кои сметале дека се подобри од сите други нешта во кујната, затоа што потекнувале од еден голем бор во шумата. Тие го минувале времето во фалење на нивниот предок, кој станал главен јарбол или воен кораб, или на нивните роднини, кои исто така биле мощни видни. Слушајќи го фалењето на чкорчињата, железниот лонец, машите, огнилото и другите предмети од кујната се вообразиле и секој од нив бил убеден во ненадминатата важност и сопствената улога во кујната. Додека биле во кујната, жестоко препирајќи се, влекла слугинката и го зела снопчето кибритчиња. Потоа ги запалила и ги фрлила во каминот, за да запали оган. Додека оганот ги претварал во пепел, сиротите будалести чкорчиња изекувале весело: "Ова е доказ за нашата слава чудесна. Почувствувајте ја оваа топлина силна, погледнете ја светлината како блесна. Преубава приказна, ќе се ожениш со нашата ќерка во понеделник", одлучија кралот и кралицата. Низ целото кралство се правеа прослави, а младичот стана толку самобезнисен што одлучи да додаде свој специјален придонес во прославите. Во неделата навечер тој го наполни ковчегот со многу петарди и ракети, па летајќи над дворецот направи огномет, каков што никој дотогаш не беше видел. Потоа се лета во шумата, го остави ковчегот и тргна кон градчето за да ги слушне по фалбите кои сите им ги упатуваат. За несреќа, додека беше далеку, неколку врели жарчиња од огнометот паднале во ковчегот и предизвикале оган, кој безмилосно го проголта целиот ковчег. На денот на свадбата, младичот отиде во шумата и виде дека ковчегот се сторил пепел. Колку и да плачеше и да тагуваше, тој веќе не можеше да лета до неговата сакана. Принцезата со скршено срце се уште гледа втренчено во небото, чекајќи го низиниот верник, додека тој патува по светот, раскажувајќи им ја на сите својата тажна приказна.